Финскиот претседател поради прославата на 100 години Финска разработил проектот Светски рамки каде сите училишта од светот може да станат дел од него, а се однесува на заштита на животната средина и заштита на биодиверзитетот. Битолското училиште Стив Наумов со проектот Бувовите наше скриено природно богатство во соработка со наставниците, родителите и децата организираа настан. Проектот е интердисциплинарен и се вклучени содржини од повеќе наставни предмети и подрачја, македонски јазик, природни науки, ликовно образование, музичко образование. Во рамките на овој проект најпрви учениците спроведоа истражување за бувовите, потоа изработија постер презентација, а денес ќе проследиме една театарска представа подготвена од ученици од 4-то одделение. Потоа имаме саем со изработки за бувови, изработени од самите ученици со поддршка од родителите. Во земјава, според ортолозите, постојат 9 видови на бувови. Тие се наше природно богатство, но истите се под закана од истребување. Во оваа прилика, бидејќи имаме можност на некој начин подалеку од границите на Македонија на меѓународно ниво да чујат луѓето за нашата приказна, се одлучивме да направиме еден едукативен саем со кој ќе учествуваме на овој меѓународен надпревар. Сдруженијето за заштита на бувовите во Македонија на работилница на децата ќе им изнесат знаење и информации за овие птици. Да им објасниме на дечињата и да им кажеме на сите дека бувот како ноќен грабливец директно го чува нашето здравје. Баш директно, преку неговата исхрана со штетници кои пренесуваат заразни болести, директно го чува нашето здравје. Денеска во рамки на оваа манифестација на слобода ќе биде пуштен повреден ушест був, најголем во светот вид со 80 сантими висина и распон на крилјата од околу 2 метра, кој пред 20 дена бил згрижен од Сдруженијето со тешка инфекција на окото, при што и го изгубил, но бидејќи здравствената состојба му била подобра. Во приквечеријето ќе биде пуштен на слобода во местото каде бил роден, односно во близина на селото Ивањевци.